Добар ден, драги ученици! Денес имаме час по природни науки за трето одделение. Наставник Кети Сталеска. Денешната содржина, отпечатоци и допир. Цели на часот. Ученикот ги знае и ги истражува човечките сетила, како и начините кои што ги употребуваме за да учиме за светот во кој живееме. Се запознава со отпечатокот, типовите и користа во секојдневието. Се запознава со научното истражување, планира истражувачки активности, предлага идеи, предвидува и истите ги пренесува. Ги презентира докази, наблюдува и споредува живи случаи и настани, презентира резултати. Потребен материјал за усвојување на содржините. 2 А4 формат бели листа хартија. Тетрадка по природни науки, за да си ги запишете новите поими кои ќе ги учиме. Лупа, молив, гума, линиерче со форми, перниче со мастило или пак темперна боичка по избор. Знаеме ли што се тоа отпечатоци? Ајде заедно да откриеме. Допрете некој стаклен предмет што ви е во близина. Погледнете го внимателно. Што забележувате? Јас тоа го направив. И видов дека остана некаков трак. Тој трак се вика отпечаток. А знаеме ли зошто се корисни отпечатоците од прстите? И јас не сум баш сигурна. Затоа ќе го повикам мојот другар детектив да ми помогне. Ајде да му се јавиме. Здраво, другари. Јас сум детективко. Сивко 007. Извинете, ама моето вистинско име не смеам да ви го кажам, од очигледни причини. Пријател сум со вашата наставничка. Таа ме замоли да ви раскажам за отпечатоците. Сакате ли? Супер! Па ајде тогаш да започнеме. Отпечатоците од прстите се единствени за секој човек. И секој човек на светот има свој еден и единствен отпечаток. Отпечатоците од прстите се користат за идентификација на личноста, за издавање на пасоши и лични карти, отпочнување на работа со компјутер или мобилен телефон, или при влез во некоја важна институција, како лозинка, како например во банките каде што има сефови, но и при истражување на некој криминално дејство, во форензиката. Важно е да се знае, отпечатоците кај една личност остануваат исти во текот на целиот живот. Тие се непроменливи. Линиите на прстите се карактеристични за една личност. Тие се единствени и неповторливи. Отпечатокот од прстите се пренесува на различни предмети при секој допир. Отпечатоците на прстите можеме да ги групираме во следниве 3 групи. Отпечатоци со лачни цртежи, отпечатоци со јазли и отпечатоци со кружни цртежи. Сега стиснете пауза на видеото и запишете ги сите важни работи. Ти благодарам, детективко. Но јас имам уште едно прашање. Дали знаеш кога за прв пат луѓето ги откриле отпечатоците и почнале да ги употребуваат? Секако дека знам. Но мислам дека е најдобро ти да ни раскажеш на сите како беше од почетокот. Добро. Уште пред новата ера постојат записи за првите употреби на отпечатоците. Династијата Чин од Кина, која владеела од 221 година пред новата ера до 216 година пред новата ера, ги употребувала отпечатоците од прстите за да ги пронајдат луѓето кои правеле провали. Тие отпечатоците ги маркирале на глина. А за татко на отпечатоците во денешно време се смета Хенри Фолс, шкотски научник кој ги забележал придобивките од отпечатоците и ги популаризирал. По сите овие нови сознанија, време е да почнеме да ги истражуваме отпечатоците, да видиме што е реално, што не е реалност. Најпрво ќе ги истражуваме собствените отпечатоци. На еден бел лист хартија ставете својата дланка и следете го обликот на дланката. Потоа нацртајте. Откако ќе ја нацртате, со темперна боичка ставете малку од бојата на палецот. Нежно протрите
за да има тенок слој боја. И потоа со палецот направете отпечаток. Исто така со палецот во еден посебен дел направете отпечаток за посебно да ги истражуваме. Постапката повторете со сите прсти. Откако ќе го направите тоа, збришете ги прстињата. Потоа земете лупата и истражувајте. Дали отпечатоците на сите прсти се исти или различни? Од кој тип на отпечатоци имаш? Заклучокот запиши го на листот. Откако ќе ги истражиме сопствените отпечатоци, сега време е да ги истражуваме отпечатоците на членовите во семејството. Да видиме дали е вистина дека секој човек има различни отпечатоци. Со линијарчето ќе нацртаме по едно крупче за секој член од семејството, но едно и за себе. Со десниот палец направете отпечатоци на соодветното место. И вие и членовите од вашето семејство. Откако го направите тоа, повторно земете лупата и разгледате ги отпечатоците. Откако ќе ги разгледате, запишете каков е вашиот заклучок од истражувањето. Дали отпечатоците ви се исти или различни? Дали припаѓаат од ист или различен тип? Откако ќе завршите и второто истражување, доста е веќе учење. Време е малку да се одмориме и да бидеме креативни. Повторно ќе ги користиме отпечатоците, но овој пат да создадеме едно уметничко дело. Може да ги користиме сите бои од приборот од темперните боички. Направете своје уметничко дело. А откако ќе го направите уметничкото дело, заедно со истражувачките активности, чувајте ги. Кога ќе тргнеме во училишто, прикажете ги на вашата наставничка, а потоа ставете ги во своето портфолио. Тоа е се за денеска. Ви благодарам за вниманието. Довидување, ученици.